Македонската подружница на грчката компанија Интракат и Штипски бетон се во самоубиствена правно-финансиска војна, откако адвокатот на Бетон побара стечај за Интракат за долг од 2 милиони евра. Во предлогот за поведување на стечајна постапка се наведува дека Интракат е неликвидна и неспособна да ги сервисира доспеаните обврски, вклучително и долгот кон Бетон Штип. Имено, Интракат немала пари на ниту една од трите банкарски сметки. На тој начин се создадени законски предуслови за иницирање на стечај, откако претходно сметката на Интракт беше блокирана повеќе од 45 дена, а воедно компанијата должник нема побарување, додека нејзините обврски се поголеми од имотот што го поседува. Стои во образложението дека до ова ќе дојде директорот на Бетон Ванче Мијалчев најави уште лани во февруари, кога Бетон дефинитивно се повлече од градбата на болницата. Ние поведовме судска постапка против грчката фирма за наплата на нашето побарување, додејќи направија штета на фирмата со ваквото еднострано раскинување на договорот и се чекаме судска разрешница за овој проблем. И сето тоа као штета на крајот ќе го утврдиме преку една легална судска постапка за да видиме колку е тоа навистина штета нанесена. Што сега? До Министерството за здравство нема стигнато официјално известување за наведениот предлог. Во оваа насока, Министерството не би сакало да шпекулира и да предпоставува евентуални судски одлуки, а во своето постапување ќе се држи исклучиво до законските принципи и секако ќе ги штити своите интереси, како и буџетот на Република Северна Македонија. Се во ова до непознат, но веројатно долг датум од сега ја пролонгира изградбата на новата болничка зграда во Штип, која до сега ја гарантираа барем 10 високи државни функционери. Комплексот ќе биде распределен на 8 нивоа со голем број на болнички оделенија и центри. На последните 3 нивоа ќе бидат сместени болнички соби со сите неопходни содржини за директна подршка и медицински надзор. За прв пат во јавна здравствена установа ќе се изведе систем за пневматска пошта, пневматски туби за земање на крв, со што ќе биде директно поврзана лабораторијата со дијагностиката и оперативниот дел. Работите веќе таму тргнаа со една забрзана динамика, ќе има каснење во однос на првичните предвидени термини на завршување. Според сегашната проценка, терминот за завршување на Штипската болница е крај на 2019 година. Болницата е инвестиција вредна 56 милиони евра, од кои 30 се градежна инвестиција, 1 милион проектирање, а над 16 милиони за опрема. Изградбата почна во март 2016 година, а требаше да заврши за 2 години. Последен ветен датум за нејзино ставање во функција беше март 2020 година, но и тоа не се реализираше. Сега извесно е дека барањето за стечај на Интракат работите дополнително и сериозно ги усложнува, а на болницата веќе одамна нема никакви градежни активности.